Стојанче Дуримагловски, шеф на стручниот штаб на Победа. Денеска е првиот тренинг, почнувате со мини подготовките. Па да, значи малце и фаза закаснивме со организацијата и тебе имаме скоро 10 дена, како што спомна, мини подготовки. Започнавме со млада екипа, како што завршивме и минатата сезона, пак почуваме со млада екипа. Најавени се и 5-6 играчи нови, значи поискусни, кои планираме да биде костура на екипата и да ја водала млада екипа. Се надаваме и да и очекуваме добри резултати. Каков е планот во овие 10 дена мини подготовки? Дали има шанси барем за една пријателска средба? Па да, планот е значи да има една пријателска утакмица. Ќе гледаме значи викендот да закажиме, па ако не закажиме, значи тогаш ќе изиграме може тренинг утакмица, значи меѓу себе, каде што толку и простор и времето да видиме со кои сили располагаме од младинскиот погон моментално, па да гледаме до 6 септември, кога и трај периодниот рок, да видиме на кои позиции можеме да се засилиме и кај што ни фали играч на некој начин. Највачиве и покрај сите проблеми се задоволни дека започнувате сега и сите се оптимисти дека ќе обезбедите опстанок. Што мислите вие за тие амбиции? Па јас мислам дека ова сезона ќе биде потешка од минатата, ради што 5 екипи испаѓа директно, значи сега сезонава е или ќе бидеш горе за влез или си долу за опстанок, значи че една утакмица може да смени многу работи. Водиме ние утакмица по утакмица, значи да шо повеќе бодови да собериме, ако можеме ова полусезона, па да си го фатиме редо што се вели за од полусезона, значи со едни добри припреми, со по совреме скоцкана екипа, па да мислам дека да не го доведеме до прашање опстаноко на Победа. Дали е можно на сите позиции да бидат покриени до почетокот на првенството? Па да, значи ќе видиме. На тоа се работи. Да, се работи да видиме покријани, значи да горе долу, значи да ги покријаме сите позиции кои ни фала, значи доста ни фала, значи доста заминаа, значи скоро 8 играчи заминаа од првата постава, сега нови 5-6 како што ги најавивме. Тука како што спомнав на состанокот, значи има шанса и за овие млади играчи да некој се наметни и да заслужи минутажа и да запиши сениорски минути. Гледаме и познати ликови од минатото, да речам ветерани како Тофиловски, што може има ли шанси? Има шанси, значи колку што сум запознат, значи се разговара и со Тофиловски и мислам дека ќе се дојде до еден заеднички јазик со цел да помогнеме за оваа ситуација, да изваиме ситуацијава во секој случај. Да. Ви благодарам и ви пожелувам многу успех и ова сезона. Фала, да се здрави, живи и да се радуваме на добри резултати.